Ја затекнал падната на скалите во купатилото, како лежи со главата свртена кон подот. Ја помрднал, но не давала знаци на живот. Ова е дел од исказот на 74-годишниот Денис Асанов, обвинет за убиството на 79-годишната Борјанка Николова од Штип. Според него, тој сакал да го пријави случајот во полиција, но немел кредит на телефонот. Бидејќи било доцна во ноќта, излегол во дворот, каде што според неговиот исказ го пресретнале две помлади лица. Му ставиле вреќа на главата и го врзале за дрво, пошто почнале да копаат дупка. Набрагу им се придружило и трето лице, кој, како што тврди Асанов, го препознал како својот очув. Тој му се заканил да молчи, во спротивно ќе го запалат. Пред судијката Јулијана Неткова, Асанов побара ослободителна пресуда, тврдејќи дека никогаш во животот ни кокошка не заклал, а камоли човек. Во текот на рочиштето, тој на обвинителката и рече дека лаже и дека не е точно она што го дал како првична изјава. На денешното рочиште, Асанов изјави дека со Борјанка се познавале околу 3 месеци и дека таа често преспивала кај него. Најчесто доаѓала кога била гладна или немала каде да ја помине ноќта, бидејќи го продала станот. Според неговите зборови, тие биле само пријатели. Во своето сведочење Асанов наведе дека двајцата помлади му рекле дека по 2 до 3 дена ќе се вратат да го земат телото. Откако не се појавиле, размислувал да го пријави случајот, но се плашал. Подоцна, кога бил контактиран од полицијата, решил да им каже дека во неговиот двор се наоѓа тело. Пред него во судницата сведочеше и вештак, професор по судска медицина кој ја извршил обдукцијата. Според наодот, жртвата имала скршени 8 ребра, а повредите на градниот кош укажуваат на силен притисок, најверојатно нанесени од колено. Телото на Борјанка било пронајдено најмалку 2 недели по смртта, а недостасувале главата и нозете, кои биле отстранети по настапување на смртта. Идентитетот на жртвата бил потврден преку ДНК анализа. Според обвинението, убиството се случило во периодот од 6 октомври до 10 ноември минатата година, во домот на обвинетиот при вршење родово базирано насилство. Откако ја убил, телото го закопал во дворот. Деловите што недостигаат се уште не се пронајдени.